إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد, Nije biidnillahi ta'ala che продолжим с одно ново поглавие во ова изворедна книга, таја Китабу Таухид од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, книгата на монотеизмот. Сме во поглавието, велит авторот, баб ма джаа анна сабаба куфри бани Адам ва таркихим динахум хуа al-ghuluw fi salihin. Велит авторот поглавие аргументите во врска за причината која била причина за кај луѓето, кај синовите на Адем, за ниното оставање на верата и претерување во верата била нивното претерување во врска со добрите луѓе. Значи, она што е дојдено во врска, значи што е дојдено во Куранот и во Сунетот, во врска зошто синовите на Адам направиле куфр и ширк. Значи, каде е причината? Како почнало, значи, да синовите на Адем, алейхиселату, знам и овде Бени Адам, значи синовите на Адема, значи се и машките и женските. Значи, зошто тие паднале во неверство и во ширк? Што е причината? Причината е нивното претерување, ел-гулу на арапски, значи претерување, односно екстремност во врска со добрите луѓе. Значи, салих, значи добар човек, богобојазлив човек. Значи, човек што има дела спрема, значи, Куранот и Суннетот, односно во времето, значи, на Нух алейхиселату васелам или на времето на Ибраим алейхиселату васелам, оние кои го следеле тој пекамбер. Значи, како што требело со сите прописи. Тој, значи, се нарекува салих, добар, праведен човек. Значи, причината, и тоа е првата причина што имаат паднато синовите на Адем алейхиселату васелам во ширк, е нивното претерување во врска со добрите луѓе. Велит Имам Уфемин рахимахуллах, ел-гулу, значи претерување, што значи? Хуа муџавазатул хад, преминување на границата. Значи, гулу значи има граници. Значи, тие се шеријатски граници. Ел-гулу значи изминување на границата, изгазување на границата. Дали тоа изгазување или преминување во насока на фалење, значи да го фалиш многу толку и да паднеш да го обожаваш него, или во насока да го омалужаваш толку многу што да почнеш и за него да лажиш, да го навредуваш и да го отфарлаш. Ке дојде тоа во врска за, значи, во врска за Ехлул Китаб. Значи, Ехлул Китаб, евреите и христијаните. И како што велит Шейх Уфемин рахимахуллах, ес-салих, значи добар човек е онај кој ги исполнуваат Аллаховите права, значи работи прописно спрема Аллаховата вера, и исто работи прописно спрема Аллаховата вера во врска со Аллаховите робови. Значи, тој се однесува со Аллаховите робови онака како што му наредено во Аллаховата вера. Значи, исто та сопруга, со неговите деца, со неговите комши, на улица, на работа, на пазар, значи тој се држи на она што е дојдено во Аллаховата вера. И тука го спомнуваат, значи авторот рахимахуллах, првиот аргумент
во врска со ова поглавја, а тој е Аллаховиот говор: Ја ахлул китаб ла таглу фи диникум. О луѓе на книгата, не претерувајте во вашата вера. Не претерувајте, значи, во вашата вера. Овде, вели Шех Утемин рахимахуллах, овај ајет е објавен во врска со Иса алейхи салату вассалам. И евреите, и христијаните имаат претерано. Евреите рано во врска со омаложување. Зошто? Го имаат наречено и обвинето дека тој син на блуд. Ова исто изминување на границата. Ова исто гулу се вика на арапски. Гулу значи не значи само во врска претерување на фалење, да го фалиш некого. Ти правиш и гулу ако некого го омаложаваш или измислуваш работи за него. Како тука што се во врска со евреите. Значи, овде затоа вели Аллах субханаху ва таала: Ја ахлел китаб. Значи се како и евреите, така и христијаните. Не претерувајте во вашата вера. А христијаните претеруваат во насоката на фалење. Зошто тие го фалат него и од тие пофалби што ги прават, толку имаат изминато границата што рекле тој е Бог. Или тој еден е од три, тројство. Значи тоа исто изминување на границата. Тоа исто е, значи, гулу. И што вели Аллах субханаху ва таала во продолжение на овај ајет? وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. Немој да велите за Аллах освен само вистината. Значи, لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ, не да претерувате ви во вашата вера и не велите за Аллах освен она што е вистина. А вистината е дека Аллах субханаху ва таала е славен и чист да тој да има земено син и да има со него други божества кои со заслужение се божества. Како што вели Шех Утемин рахимахуллах, имат божества други, ама лажни божества кои не заслужуваат да бидат обожавани. Туку тие луѓето ги земаат за божества и ги обожаваат, но тие се лажни. Но онај Бог кој вистински заслужува да биде обожаван е само Аллах субханаху ва таала, никој други. И затоа вели Аллах субханаху ва таала после исто во продолжение: Иннамал масиху Иса ибн Марјам расулуллах. На вистина, ва келиматуху. И Аллаховиот, значи, говор. Овда, иннамал масиху Иса ибн Марјам расулуллах, во овај ајет содржуваат пробивање и против евреите и против христијаните. Зошто? Зошто Аллах субханаху ва таала кога вели Расулуллах, тој е Аллахов пратеник, Аллахов посланик. Што значи? Дека не е тој Аллахов син. Дека тој не е Аллахов син. Ова е, значи, возвраќање против христијаните. А во врска Иса ибн Марјам ва келиматуху, значи тој е Аллахов говор, овде се кажува, значи, дека на евреите се пробиваат евреите тука. Зошто? Зошто тие велат дека тој е син на зина, на блуд. Но Аллах субханаху ва таала кажува дека не, тој е син на Марјам и јас го има створено него. Таја е чиста од тоа што вие неа е обвинувате. Дека таа има направено, значи, зина. Таа нема направено, значи. Тоа е ваша самообвина, кој вие немате за тоа никаков аргумент. Аргумент се само вашите предостапки. Дека зошто? Чим нема татко, значи, та мора да има со некого направено блуд. Аллах субханаху ва таала се знаениот. Ако вие вистински верувате во Аллах Джелешану, што се знаат, тога знаете дека Аллах вели ва келиматуху, тоа Аллаховиот говор ја. Значи тој е створен со кун фајакун и биде. А не дека Аллах, дека тој има, значи, дека тој е син од блуд. Значи во овај ајет се, значи, Аллах субханаху ва таала им забрануваат, значи велит интаху хајран лекум. Значи престаните со овие обвини и престаните со овие претерувања
и со ова екстремност, ова е подобро за вас. Ова е, значи, подобро за вас. И затоа велите Аллах субханаху ва та'ала, иннама Аллаху илахун вахид. На вистина Аллах субханаху ва та'ала е еден Бог, вистински, кој заслужува да биде обожаван. Субхана ай јакуна леху велед. Тој е славен за да имат свој син. Леху ма фис самавати ва ма фил ард. Негово е се што е на небеста и на земјата. Се што е на небеста и на земјата. Вели шейх Уфемин рахимахуллах, во Аллаховиот говор, ла таглу фи диникум. Немој да претерувате во вашата вера. Вели шейх Уфемин рахимахуллах, зашто претерувањето во верата имат, односно носи многу штети. Значи носи многу негативности. Првата негативност е, вели шейх Уфемин рахимахуллах, да оној кој прави гулу, значи кој претеруваат во верата, тој спрема тој што прави гулуто, тој го креват него или над неговиот степен, што му е. Пример, ти се во врска пегамберот Мухамед алейхи селату сам правиш гулу. Како? Оиш кај гробот негов и му се молиш на пегамберот. Што значи това? Ти значи пегамберот го креваш над неговата позиција која му ја доделил Аллах Джелешану. Значи затоа или па го слагаш под неговата позиција, како со Иса алейхи селату сам што прават евреите. Значи гледате? Значи ова е штета од штетите кој носи со себе правењето, значи гулу, претерувањето во верата. Исто вели шейх Уфемин рахимахуллах, од штетите е да тоа гулу, тоа екстремност и претерување го носи човекот да тој спрема него кој прави гулу да почне да го обожават. Значи не застануваат границата само кај зборовите. Не, тој значи го фалит и над она што е тој и после следи на тие говори, на тие зборови следат и дела, а тие дела се да тој него да го обожават. Исто од штетите кој ги спомнува тука шейх Уфемин рахимахуллах е да тоа гулу, тоа претерување спрема некои луѓе е причина, односно пречка за да биде Аллах субханаху ва та'ала увеличуван и славен. Зошто? Како што вели Ибн Каим рахимахуллах, срцето на човекот или ќе се ангажира со вистината, или пак ќе се ангажира со невистината. Немој, значи, заедно да ојте. Или ќе се ангажира, значи, неговото срце со вистина, значи со теохид, со суннет, со иман, со ислам, или пак ќе се ангажира, значи, со ширк. Или ќе се ангажира, значи, со ширк, и со куфр, и со бида, и така натаму. Значи, затоа, во моментот кога човекот прави гулу спрема некој створенија, тој во тој момент, значи, го заборават Аллах субханаху ва та'ала. И тој не го славит Аллах субханаху ва та'ала и не го величуваат онака како што му доликуваат на него. Од штетите исто, од штетите кои ги спомнува тука шейх Уфемин рахимахуллах на гулу, на претерувањето во верата е, ако тој човек спрема ти кој правиш гулу е присутен тука, ова него му го скршуваат вратот. Зошто? Односно грбот му го крши, така речено. Зошто? Зошто тој почнува, значи, да се има самобендисување. Значи, кога тој гледаат како другиот претеруваат во врска со него и дури можат му паѓаат насеч денему, ова, значи, нема му дават повод за тој уште повеќе да претеруваат во тој пат. Например, значи, Аллах субханаху ва та'ала има зачувано нас од заблудни секти и патишта. Кај екстремните суфисти им велат ти не смееш на шејхот да му се испулиш во очи. Да, значи ова е реалност. Ова е гулу.
Значи, од толку гулу претерување, тој дури во очи не му се полиднемо. Или па, кога ќе го напуштат меџлисот, тој не сме да му го свртит грбот. Туку наназад да чекорит. Ова е гулу. Значи, гледате како да носи тебе гулу во овие опасни работи. Баракаллаху фикум. Значи, овие се се штети, значи, што му прават на човекот кога тој претеруваат во верата. Значи, ти во верава од тебе се барат, како што вели Шейх Утемин рахимахуллах, ти да бидеш на средина. Ни да претеруваш, а не и да оставаш, значи верава да оставиш, значи да не обрнуваш внимание, не. Ти се држиш на средината. Која е таа средина? Не е средината што јас ти ја кажувам тебе, или ти, зашто секој ќе си дојд и си прави своја средина. Така? Вели, ова ја го мислите дека ова е средина. И се држи на тоа. И после некој што прави инако, тој вели тоа е екстремен. Некој што прави помалку од него, вели тоа значи ја заостал верата. И тој се не. Средината не е јас и ти што велиме. Средината е она што го рекол пекамберот алейхиселату васелам. Она кој бил патот, значи пекамберот алейхиселату васелам и неговите асхаби, тоа е средината. Синаче, секој си прави своја средина и си вели после, јас сум направиот пат. Алейкум селам, рахметуллах. Тогаш не се дознава, значи, не се дознават средината. Но како ја дознаваш кога се враќаме во Куран и Суннето? Со разбирањето на пекамберот алейхиселату васелам и на асхабите негови. Тогаш дознаваме која е таа средина што се барат. Која е таа средина што се барат. Пример. Средина некој го пуштат брадичево малце. И вели тоа е средина. Малце 3 дена го пуштат, го нацртуваат во оваќе, кој ше хоите некој што биле ни се мирате, не зна каде. И го, значи да бидиме, сака да ви кажам, значи во реалност да бидиме. И сега гледа тој некого што ја бричи брадата скроз. Овие вели тие е заостал верата. А гледа некој што ја пушти брадата убаво како што треба, овие вели екстремен ја. Гледате, кога прави човекот сама средина. Вели, значи јас сум тога средината, значи. Значи тој што ја пушил многу, за него екстремен се гледа тој. А тој што ја избрчил скроз, тој значи ја заостал верата. И јас сум малце средината. Не. Средината е да ја пушиш како што треба брадата цела. Зошто? Тоа го правил пекамберот алейхиселату васелам. И тоа се нарекува средина, средниот пат. Ни претерување, ни заоставање на верата. Значи, ова за да го сватите што е средина, значи. Не пример некој исто пример во други работи. Во облеката дали е тоа и други работи. Значи, вели ја и малци ваки, не, значи ти треба онака се придржуваш како што бил пекамберот алейхиселату васелам. Тоа е средина, значи. И тогаш знаеш дека не си претерал. Зашто рековме ние, значи, како што го дефинира што значи гулу. Значи, гулу, претерување, може да претераш и во позитивна насока, со фалење, а може да претераш и во негативна насока, со укорување, со обвинување и така натаму. Како што направиле евреите со Иса алейхиселату васелам. И затоа Аллах субхана ва таала кога им вели ја ахлел китаб, не вели тука насара, овие христијани. Значи, зошто? Двете имаат претерано. Како и евреите, така и христијаните во врска со Иса алейхиселату васелам. Потоа, велит авторот рахимахуллах во Сахих е пренесено, а тоа во Сахих, значи во Сахих ал-Бухари, пренесено од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, во врска со Аллахов говор: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. И рекоа меѓу себе си рекоа: не оставајте ги никако вашите божества. Не оставајте ги никако вашите божества. И не го оставајте го Уеддан, ва Суаан, ва Јагуса, ва Јаука, ва Несра.
ovije 5 iminja koje se spomnati ovde, kako što ide dvotekot na hadisot, od Abdullah ibn Abbas što objasnuvat ajetot, znači eser, se ovije 5 luge. 5 luge koji bile dobri luge vo vremeto na Nuh alejhi salatu wassalam. Koga umre ovije 5 luge to, što napraja gulu, znači pretera vo vrska s onih. Kako pretera ke vidim. قال veli Abdullah ibn Abbas هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح. Znači ovije se luge iminja od luge, od dobri luge vo vremeto na Nuh alejhi salatu wassalam. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. Koga ovije luđe izumreja, toga šejtanot im stavi vezvese na nivni od narod, vezvesinja. أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. Da stavат u nivnite međlisi, nivni sliki. Da stavat u nivnite međlisi, kao što se strekavat, da klava sliki. Zašti? Wa semmuha bi esmaihim. I seko slika imaše ime sprema to znači što bil dobrio čovjek, znači kako znači Wedden wa Suwa'an wa Ya'uqa wa Nasra. Znači vela ovdje je Nasra, ovdje je Wedden, ovdje je tako, znači ti je 5. Fa'alu i napraja to. Wa lam tu'bad i ne beja ušte obožavani, nego gi obožava ušte. Samo gi gleda, zašto gi stavlja te sliki, da se podsjećava na nivnata dobrina i ova da bude motivacija za njim, za iti je posle da bude dobri luga. Znači, ako go vidiš nego, znači bil dobar čovek, bogobojazliv čovek i tako natamu, znači to te će biti potek za tebe, za iti da vidiš kako nego dobar vo verata. Znači da vidiš kako vid na posjetuvanje. Hatta idha halaka ulaik wa nusija al-ilm ubidat. Sve dodeka ta generacija što gi stavi tije sliki, izumre ta generacija. A sliki je stoja ušte. Dojde generacija što nema znanja, wa nusija al-ilm, se zaboraje znanje to zašto se staveni tije sliki tuka. Se zaboraj, ne zna luge to. Zato ako kupate su vi kažu, znači, desno Allah, levo pekamberot alejhi salatu sam po džamita. Така? Тоа ќе поминат може генерации, ќе дојдат луѓе мислат на овие се исто. Ние можеме на него да го обожаваме. Значи гледаш ова како починат, видиш шејтанот, значи шејтанот надежта негова не е кратка. Остават време, значи цела таа генерација изумре тие луѓе. Што има знање зошто ги ставија тие. Се заборај све, не се знаеше. И тогаш убидат. Почна да ги обожаваат. Зошто? Ти рекоа нашите старци, нашите родители, што бе имаа знање и така натаму, не ги ставиле случајно овие слики тука. Овие мора да бидат некои посебни луѓе. Овие се многу поблиску до Аллах од нас. Зошто? Ние сме извалкани луѓе. Ние сме луѓе кои прават гревови. Не можеме на Аллах директно да му се обратиме, да му се молиме, туку што овие ќе бидат нашите шефатчи ке Аллах. И ние ќе се молиме на нив, а тие на Аллах за нас. И точно ова ме уништи нивната вера. И овде се случи прв пат ширк во земјата. Значи, прв пат овде се има со овие 5 луѓе. Прв пат, значи, ширк се има случајно, овде, значи, со овие 5 луѓе. Како што вели Шейх Утемин рахимахуллах, овие биле најголеми нивни божества. Имале тие и други, но овие биле најголеми. И зато Аллах субхана ва таала ги има спомнато и во Куранот. Ги има, значи, спомнато за да бидат поука. И во Аллаховиот говор, wa qalu la tadharunna alihatakum, немој никако да ги оставате вашите божества, што значи мушриците еден со други си даваат поддршка. Никако немој да ги оставате вашите божества. Да не ги оставиме ние нашите божества. Си дава, значи, потек.
И немој да дозволавате некој ако сака да ги подценит нив. Ти си видиш како ова таму многу долго време. Пробај ти некој гроб што мислите дека тој некој влија да го расипиш тој гроб. Знаеш дека се во станија те убијат тие тебе? Токму е тоа ова. قالوا يا محمد قالوا لا تذرن آلهتكم. Немој да ги оставате никако вашите божества. Значи, ова ние ќе учиме. Не е работа што имала реалитет, вистиност пред илјадници години, не знам колку. Не. Ова е денеска чиста вистина. Пробај ти да расипиш некој гроб или некој не знам што тече. Ке те убијат. А да збориш за председателот, да збориш за министерот, ти убаво имаш, во право си, продолжи. Што значи велиш Шех Рабија ова? Значи дека опасноста на гробовите и на тие текина и други работи е многу поогромна од што опасноста од владарите што идат. Ама ова да го сватиш треба да гледаш со очи на суннетот, не со очи на бидатот. Значи тие сами себе си велат, значи си даваат потек, си даваат ла тазарунна алихатекум, значи немој да ги оставате и немој да дозволавате некој да ги подценит и да ги нападнит. Немој. Значи гледаш мушриците како се поддржуваат тие меѓу себе. Значи ова е советување за во батил, за во невистиност. А вистинските верници се советуваат за вистината. Ватавасау бил хак, ватавасау бис сабр. Тие еден со други се советуваат за вистината. И се советуваат, значи да имаат во таа вистина, да имаат сабр. Се без друго, значи ќе бидат тестирани, ќе бидат, значи, искушани. И како што вели Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, дека меѓу Адам алейхи салату вассалам и Нух алейхи салам помина 10 векови. Значи дистанцата меѓу Адам алейхи салату вассалам и Нух алейхи салату вассалам се 10 векови, што значи 1000 години. Во ова време 1000 години се обожаваше само еден и единствен вистинскиот Бог кој заслужува да биде обожаван, а тој е Аллах субханаху ва таала. Прв па се случи ширк после 1000 години со овие луѓе. Како почна? Со тие слики ставање под зидовите. За да се потсетуваат на доброчителноста нивна. Значи гледаш како носат тие слики, колку опасно е тоа? И тие слики не можат да бидат толку аутентични како што се сликите што се прават со телефон денеска и со апарати. Дошто тој го ваа човекот денеска со телефонот како што тој така. А тој таму што правеле тие можат било од дрво направено, можат од камен направено, можат од малтер, од тиња како се викат и направено во вид да изгледат како тој што изгледал некако. Не. Овие слики денеска тој тачно го ваа него како изгледал тој. Разбирате? Значи, ова работа е многу опасна. Ова работа е многу опасна. Велит Ибн Алкаим рахимахуллах, قال غير واحد من السلف, значи рекли неколку селеф, لما ماتوا, кога умра овие луѓе, عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Ибн Алкаим рахимахуллах велит, другиот селеф велат, значи тефсирување за овај ајет, дека тие одеа многу и седеа кај нивните гробови. И од толку седење кај нивните гробови им направија скулптури. И почна да ги обожаваат. И Шех Уфемин рахимахуллах велит, не е спорно да бидат двете работи. И кај нивните гробови да имаат одено, и да почнале со тек на времето да ги обожаваат, и во врска со ставање на сликите. Значи не е спорно, се може и сликиве и ставиле, и ода на гробище исто во текот на денот. Да ги посетуваат и да одат повеќе и повеќе кај нив. И со тек на времето, значи, се случува што? Да тие почнуваат да ги обожаваат. Значи, затоа, претерувањето во верата е многу опасно. Зошто му на човекот неговата вера.
Гледате, значи, како почнало? Почнало, значи, со добар ниет. Зашто, како вели Шейх Утхемин рахимахуллах, тие првите кои ги ставиле тие слики, имале добар ниет тие. Ама добриот ниет не е доволен. Зошто добар ниет, ќе ги гледаш сликите, ќе се посетуваш на тие добри луѓе и тоа ќе биде како потек за тебе, како мотивација да бидеш добар човек исто. Но, на крај излезе да тие направат, значи, најлошото нешто, а тоа е ширк. Да му правиш ширк, значи, на оној кој те створил тебе. И тоа е, значи, најогромниот греф. Значи, од разбирањето на верата е да разбереш ти дека најголем греф е ширкот. Зашто, како што вели Шейх Фаузан хафизахуллах, повеќето луѓе, значи, големото општество од муслиманите, тие кога ќе им кажеш нешто за ширк, ништо не ги потресуваат. Ама кога им кажеш Филан направил зина, Филан влегол во некоја куќа, украл, безсрамник, како можел, што можел, така? Тоа е точно, треба да го укораваш, да го критикуваш. Ама ако збориме за ширк, пошел тој кај тој гробот, тој џумити, не сум кажал нешто, а тогаш треба на вистинскиот муслиман, тоа биде за многу поогромно да го рачуне тоа. И многу полошо. Потоа, го спомнуваат авторот рахимахуллах еден хадис, а тој е од Абдулlah ибн Умар или од Умар радијаллаху анху пренесен, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Во овој хадис, кој го пренесуваат Омар радијаллаху анху, дека пекамберот алейхи селату васелам вели ла тутруни, немој да претерувате во врска со мене. Не претерувајте во врска со мене. Кема атврат насар ибн Марјам, како што имаат претерано христијаните со синот на Марјам. Значи, гледаш, пекамберот алейхи селату васелам не предупредува нас да не претеруваме ние во врска со него. Како што имаат претерано христијаните во врска со Иса алейхи селату васелам. Зошто? Рекле Аллахов син. Ова не е претерување? Значи, ти да речеш што е Аллахов пекамбер, тоа е точно, право е. Да речеш ти дека син од зина, ова не е точно. И ова обвина е огромна. И тоа е чисто това работа. Ама да речеш исто така тоа Аллахов син, и ова е обвина огромна. Разбирате, значи? Значи, затоа и за пекамберот за Мухамед алейхи селату васелам, да речеш дека тоа е лажго, ова е огромна обвина. И ова е неверство. Да речеш за него Аллахов Бог, па рекле христијани и ние ќе речиме се, за инаат од нема. Смееш да го речеш ова? Не смееш да го речеш. Исто излагаш од верата. Значи, разбирате, затоа пекамберот алейхи селату васелам не предупред, немој да претеруваат во врска, значи ова претерување. Не е претерување ти да го следиш како што бил тој, да го следиш него све што да кажал, тоа следио, тоа не е претерување. Тоа е средниот пат. Ама ти ако дојш и го креваш пекамберот алейхи селату васелам над неговата позиција, тогаш е тоа претерување. И од тоа има точно предупредено пекамберот алейхи селату васелам. И затоа што вели факулу, ова е наредба. Речите за мене, што да речиме за тебе? Речите за мене Абдуллах, Аллахов роб, ва расулу и Аллаховиот пекамбер. Значи, така да ме опишувате. Аллахов роб и пекамбер. Значи, тој е Аллахов роб. Што значи? Не е Бог. Не е Бог кој има право да биде обожаван. Расулу, зашто значи? Не е лажго. Треба да го следиш, да го прифатиш тоа што го кажувал. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах тука, се гледат луѓе, сме забележиле, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, луѓе, кај гробот од пекамберот алейхи селату васелам во Медина, наместо да му се молат на Аллах субханаху ва таала, му се молат на пекамберот алейхи селату васелам. И му викат, ја Расулаллах, помогни ни, ја Расулаллах, дај ни деца, ја Расулаллах, овозможи го ова за мене. Му се моли на алейхи селату. Точно е тоа направено како што направиле овие насара со Иса алейхи селату васелам. Значи, претерале. А од тоа имат пекамберот алейхи селату васелам, значи, предупредено. Исто во други хадис кој го спомнува тука авторот рахимахуллах, тој е хадисот кој вели пекамберот алейхи селату васелам,
Ијакум уал гулу. Значи, пазете се од претерувањето, од изминување на границите. Фа иннама ахлека мен кана каблукум ал гулу. Оние кои беа пред вас ги уништи претерувањето во нивната вера. Значи, што беше причината да бидат уништени тие кои беа пред вас? Причината беше гулу, претерувањето во верата. Значи, претерувањето значи, ви реков, и со една во екстремност со претерување, со пофалување, а и во страна, значи, може да претераш со необврнување внимание на верата. И тоа е претерување. И тоа е гулу. Значи, немо да мислиме или да го сфатиме дека ел гулу е само во насока, значи, на екстремност, во фалење, во кревање, так, не. И во насока, значи, некој да заостави верата. Баракаллаху фикум. И вели Шейх Утемин рахимахуллах тука во врска со овој хадис, дека, значи, во врска со оние кои беа пред вас ги уништи претерувањето, значи, уништување, значи, во врска на верата, значи, уништија нивната вера, и исто уништување во врска, значи, со нивните тела. Значи, и телото го има пропастено и уништено поради непридржување на нивната вера. И тоа точно, значи, ти кога човек, пример, со харами прави, човек кој се алкохолизират, човек кој зема дрога, а не го уништува неговото тело, без сомнеш дека тој неговото здравје, телото го уништува. И тоа, значи, преминување на границите, во негативност. Значи, затоа, тоа значи претерувањето, значи, во двете смисли. Значи, и уништување на верата, а и уништување исто на нивните тела, И вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека ел гулу, значи претерувањето, мој да биде во акида, во ибадет. Значи не е само гулу во акида. Не, може да биде во ибадети. Додавање нешто или одземање на нешто. Пример додавање, тој вели сега, наместо планево да оклanja 4 речати, 5 ќе оклана. Ова е гулу. Тој другиот вели, наместо да оклanja 4, 3 ќе оклана. Ќе го кланјам. 3 плането. Исто ова е гулу. Значи двете е гулу. Значи овие е во додавање, овие во земање. Гулу во акида, пример. Иде некој вели да, јас му ги потврдувам на Аллах субхана ва таала неговите својства, но Аллаховите својства се како нашите својства. Ова е гулу. Во потврдување. Иде Џехмија Муътезила, вели не. Ова ние значи, ако потврдиме овие својства за Аллах субхана ва таала, значи дека сме го споредиле него со створенијата. Така што и ги негираме сите. Ова е гулу во негирање. Значи, разбрате се, гулу во потврдување, гулу во негирање. И тоа е гулу, и ова е гулу. Баракаллаху фикум. Исто вели Шейх Утемин рахимахуллах, имате и гулу во меѓусебните врски со луѓето. Имате и гулу во адетите, кој човек паѓа, значи, да претеруваат во врска со адетите. И потоа, а тој е последниот хадис кој го спомнува тука авторот рахимахуллах, а тој од Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху, дека пекамберот алейхи салату вассалам велит: "Халака ал-мутанатти'ун саласан", ҡалаха саласан. Значи, во овај краток хадис, но со огромно значење, велит пекамберот алейхи салату вассалам, уништени се, односно се уништија оние кои претеруваат. Значи, се уништија, односно уништени се оние кои претеруваат. Значи, во нивната вера. Ова го рекол пекамберот алейхи салату вассалам 3 пати. Халака ал-мутанатти'ун, халака ал-мутанатти'ун, халака ал-мутанатти'ун. Значи, зошто го повторил 3 пати пекамберот алейхи салату вассалам? Зошто? Значи, што кажува дека ова работа е многу опасна. Ова работа е многу опасна. Зошто? Кога човекот
не се држит на вистинската средина, тогаш тој со тек на времето се уништуваат, остават верата. Зошто? Ако тој претерува во верата, екстремност, тој со тек на времето ќе се заморит. Душевно ќе се заморит. И што прави тогаш, како реакција на таа заморност, остават верата. И ова ги имаме видено ние кај многу луѓе. Значи го гледаш на почеток многу починат, голема зема сила. Ќе видиш после година-две, не можеш да го препознаеш. Зошто? Значи, тој претерувал, не се држи на средината. Исто гледаш луѓе, заоставаат верата, не учи знаење, не е заинтересиран да научи неговата вера. Значи, скроз на слабост. Го гледаш, значи, мој малце време да се прави како аџија, како не знам што, ќе видиш него заминал. Зошто? И тој е претерал во таа насока. Значи, затоа треба човекот да пазит. Да не бидат од оние кои претеруваат. Туку да се држи на средината. Која е средината? Ја што вела тоа е средината? Не. Средината е она што го рекол пекамберот алейхиссалату вассалам. Тоа е средината и на тоа треба да се држиме, ако сакаме, значи, да бидеме спасени. Ако сакаме, значи, да бидеме спасени и да не се, значи, да не се замориме со тек на времето, зашто оваа работа и затоа вели пекамберот алейхиссалату вассалам во други хадис, кој е предизвикуваат оваа вера, таа него го соборуваат. Значи, што значи предизвикувањето на оваа вера? Значи, ти одиш на екстремно. Значи, одење на екстремно во верата, оваа вера, значи, тебе ќе те соборит. И се кажува дека во Германија се прави некој како да кажам сега, некој како оценки, како истражувања, да, дека крајот на Хауаридж е оставање целосно на верата. Значи, тие гледале германците, многу Хауаридж, 1, 2, 10, 15 илјада, и како е нивното развивање во верава. Година, 2, 3, 5 го гледаш, не го препознаваш повеќе. Зошто? Зашто тој почина со екстремно, значи на екстремно максимално, и тогаш тој се заморува душевно. И верата него го соборуваат. Што значи тоа? Значи, тој ја остават верата. И ова е многу луѓе. Значи, затоа не е работава, значи, ти за година 5-10, туку работава, значи, цел живот да останеш на овај пат. Цел живот да останеш на овај пат. И во Меселињата, како што спомнуваат шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, Меселињата, вели шейхул Ислам Мухамед рахимахуллах, дека бидатот е причина и пат кој го води човекот во ширк. И исто гревовите. Значи, човек почина со гревови, почина со бидати, и така степен по степен додека тој направи и куфр. Значи, излага од верата целосно. Како бил почетокот? Со бидат. Како бил почетокот? Со грев. Што значи ти тоа е претерување. Значи, тој е претерал тука. И тоа претерување него толку го однесло со тек на времето, што тој на крај и губи цела вера. Излагат од верата. Значи, затоа немој да ги омаложуваме гревовите. И немој да ги омаложуваме бидатите, новотарите. Зашто починаат можеби со малку, што изгледаат во очите на човекот како нешто мало, но може да заврши со тек на времето и годињето со неверство. И како е познато, значи, случката со Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху анху во Ирак, во Куфа, дека кога најде неколку луѓе во џамијата, кога го онесе Абу Муса ал-Ешари радијаллаху анху во џамија, и му рече има неколку луѓе што фрлаат камчина, мали, и сите викаат речите, еден и викаат речите субханаллах, и сите велеа во круг, што беа собрани, 100 пати субханаллах, 100 камчина фрлаа. Речите Аллаху екбер, сите фрлаа по 100 камчина, секој камчина Аллаху екбер велеа. 100 пати така прави во круг. Кога дојде Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху анху и ги праша што правите вие ваќе овде, и те кажа, ја Ебу Абдурахман, беше неговиот именок, ние немаме ништо, никаков, немаме лоша намера.
Ma aradna illa al-khair. Ne sakame samo khair. Znači, ne sakame ništa drugo, osim samo khair. To sakame nije. Тогаш Абдулlah ibn Mesud radijallahu anhu им рече тоа огромен збор, колку се оние кои го сакаат хајрот, но не го погодуваат, не го потрефуваат. Значи, колку се оние што сакаат хајрот, ама тоа не го потрефуваат хајрот. Зошто? За да го потрефиш хајрот, треба да биде во склопка со Куранот и Сунетот и разбирањето на селеф. И тогаш вели Абдулlah ibn Mesud, истите луѓе кои беа собрани в џамија тука, со камчина кој фрла, и видов во денот на Нахраван, а тој ден на Нахраван е кога Хаварич излегоа да се борат против Алија ради Аллаху анху и против сахаба. Значи, со тој бидат мал, накрај ги однесе тој бидат да направат крвта на сахаба халал. Значи, направија крвта на сахабите од Мухамед алейхиссалату халал, рекол. Значи, од каде почна? Со тие мали камчина во џамија. Каде ги однесе? Ги однесе дури, значи, да ги спрема нивните сабии против асхабите на Мухамед алейхиссалату вассалам. Значи, затоа значи да не ги омалажаваме овие работи, да бидеме значи предупредени и да земиме значи поука од овај дерс дека првиот ширк кој се случил на земјата е причина значи ставање тие слики и претерување во врска со добрите луѓе. Значи, секому треба да му ја даш она позиција која му е додадена нему во верата. Ни повеќе, ни помалце. Тоа се барат од нас. Иначе, може да биде причина со тек на времето да човекот да падне значи во ширк и да се уништи себе си целата вера. Ада ва саллаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.